Shkoha e intervistës ditës me mua në studio është kryetari I LSDM-s zotri Venko Filipçe. Gospodine Filipçe, добродојдовте во Алсат, прв пат во својство на лидер на СДСМ. Добро вечер, благодарам на поканата. Во собрание имаше расправа за интерпелација за господинот Тошковски, министер за внатрешни работи. Вие како партија го поддржавте интерпелацијата. Зашто? Имаше и дискусија за интерпелацијата денеска и средба, практично протест на родителите на загинатите деца пред собрание. Прво збор два, дозволите ми да кажам дека на барање на родителите излеговме на средба со нив пред собранието. Навистина една средба на која што се гледа тагата, болката која што ја чувствуваат. Сакам и таму кажав, сакам да повторам, да потенцирам дека средбата со родителите не е апсолутно да искористиме за некаква политизација, не е туку да кажеме дека сме тука и да им се понудиме, да им помогнеме за тоа што смета дека ние можеме да го направиме и покрај тоа што сме во комуникација со голем број на граѓани и семејства откочани, изминатиот на период, сепак тие бараат и да институциите функционираат, имаат некои забелешки и ние како опозиција јасно кажавме дека стоиме на располагање, но целта апсолутно не беше политизација на за оваа тема. Сакам подоцна да ве прашам, ама веќе влеговте за ова, за протестот, видовме денеска имаше реакции, некој ве обвинува дека сакате да го политизирате протестот. Да, токму затоа еве на почетокот кажав дека воопшто тоа не беше намерата, дури се мислевме дали да излеземе на средба. Токму поради тоа не сакаме да оставиме таков печаток. Меѓутоа многу беа нивните барања конкретни и затоа излеговме и едноставно поразговаравме. Навистина се тешки тие средби кога некој има таква болка која што ја чувствува како што ја чувствуваат родителите. Господин Филипче, викавте дека по барање на семејствата излеговте денеска. Добре што давате еве поддршка за семејствата, но да се надоврзам сега, да го враќаме малку времето на назад, додека вие бевте во власт како СДСМ и вие како министер, имаше протести за модуланата во Тетово, тогаш не сме ве виделе ни вас, ни никој од СДСМ да излегува да ги поддржува тие семејства во Тетово. Добро, јас сега го правам капацитет на претседател на партијата и сметам дека треба да се направи и со дел од тие семејства од Тетово јас сум имал комуникација тогаш. Меѓутоа, но јавно да ги поддржате немаше никој од СДСМ да излегува на протести. Но гледајте, и сега не е ова поддршка на протестот. Апсолутно не само што не е поддршка, туку има поддршка за семејствата. Не, ве молам. По барање на семејствата мора да знаеме точно за што станува збор. Не само што не е ова поддршка на протестот некаква партиска. Не, тоа е средба. Вие викавте дека по барање на семејствата вие денеска сте и тоа ги слушнавме. Да. Инаку апсолутно дури има и насока во партијата да нема организирано излегување масовно на луѓето како поддршка на тие протести. Зошто тоа е автентична граѓанска на тие семејства реакција. Немаме ние тука политички партии што да правиме. Ние друго може да направиме. Така како што направивме во Кочани со поддршка на независниот кандидат за градоначалник. Ајде да го смениме начинот на кој што политичките партии работат. Ако сите сме свесни дека на некој начин има вина во системот во кој што со кој што сме раководеле повеќе од 30 и кусур години наназад, буквално сите политички партии, тогаш сите политички партии треба да седнат и да најдат начин како тој систем да се смени. И цврсто сум уверен дека тоа е единствениот начин да се види суштинска и видлива промена во системот. Разбирам дека и гневот го видов денес на родителите кога викаат против политичките партии. Апсолутно го разбирам. Меѓутоа, факт е дека се креираат политики само преку тоа се инструментите, политичките партии. Затоа ние треба да бидеме свесни дека треба малку поинаку да функционираме и јас сум спремен тоа да го правам и за Кочани и за секоја друга тема, да политичките партии заедно работат во интерес на граѓаните и на барање на граѓаните, како што тоа впрочем и сега го бараат. Викате дека како лидер на СДСМ денеска бевте на протести, дали со ова ајде да не кажем обвинувате поранешното раководство на СДСМ зашто тогаш не излегле на протести за модуланата? Не сакам да обвинам никого, апсолутно. Само да кажам дека ова моје автентично мислење. Не сакам да политизирам и затоа детално го образложувам ставот. Зошто така мислам, зошто сметам дека треба комуникација буквално со сите луѓе, па тоа се луѓето и
Самите луѓе тоа го кажуваат дека нема потреба да се комуницира само пред избори. Напротив, и затоа сме ние на терен цело време. Ги слушаме луѓето, ги слушаме нивните барања, меѓутоа ова во Кочани навистина специфична работа и во тој контекст ние припремаме закон, нашата пратеничка група, специјален закон за Кочани, кој што ќе го поднесеме во собранието следната недела. Тоа е закон по примерот на други некои земји во светот, повеќе, во кои што се случиле вакви трагедии и во кои што со специјален закон им се нуди посебна поддршка и помош, пред се финансиска, на семејствата, да ги пребродат полесно овие трошоци кои што ги имаат околу се што се случува во нив, понатаму семејствата не кои што имаат загинати, туку повредени, кои што сега патуваат, и посебна финансиска помош за да се зајакне системот таму каде што сметаме дека треба да се направи. Во собрание Противпожарната единица, дел од локалната самоуправа и така натаму. Во собрание меѓувреме има и комисија за не само за Кочани, и за другите случаи трагедии што се случи. Значи, вие викате закон за Кочани. Да, ова е еден специфичен закон. Владеец, како партија што е дел од владата, отвори расправа, комисија во собрание и за другите трагедии, и за модуларната, и за Немаме никаков проблем да дискутираме за било што се случило во минатото. Се додека е објективно, се додека се темели на вистински принципи, да не биде комисија како анкетната комисија за онкологија која крие документи за мене. Немајте ова да се претвори во некој систем во кој што ќе се обвинуваме и единствената цел ќе биде лична дискредитација на некој било кој. Не, ова се конкретни работи. Ние повикуваме заедно да работиме за да им се излезе во пресред на луѓето кои што имаат реално мака и да се зајакне системот така како што вистински треба да се зајакне. Господин Филипче, по трагедијата во Кочани имаше апсење на многу поранешни функционери на СДСМ и на ДУИ. Дали ова можеби се извинувам причина што секој дневно СДСМ обвинува за селективна правда? Причина се неколку прашања на кои што никако да добиеме одговор, меѓутоа еве истрагата се уште трае, се надевам дека ќе има одговори на тие прашања, а тоа е зошто не се под истрага опфатени функционерите на Министерството за внатрешни работи, кои што имаат директна одговорност во однос на организација на настанот, во однос на обезбедувањето на тоа дали има или нема малолетници на таков настан, а припадници на МВР видовме дека биле присутни вечерта, и какви се ингеренциите во однос на користење на пиротехничките средства. Значи тоа се случувало малолетници кои што пиеле алкохол и кои што и луѓе кои што ракувале со пиротехнички средства, тоа го правеле пред очите на МВР. Тоа се гледате ли одговорност од актуелната власт? Само мен. И тоа се нашите конкретни прашања на кои што бараме одговор. Ниту сакаме да се мешаме во истрагата. Ниту сакаме сега во овој момент да нешто политизираме. Не, прашуваме конкретни прашања кои што нас не тера да мислиме дека истрагата е селективна. Но повторно велам, еве, истрагата е активна, чекаме да видиме како ќе се одвива понатаму. Гледате ли одговорност од актуелната власт, актуелните службеници за трагедијата? Сметаме дека дел од функционерите на Министерството за внатрешни работи, ево овие кои што ги спомнав, кои што имале такви ингеренции, се поштедени. Господин Филипче, скоро една година од новата власт во Македонија, анкетите покажуваат дека СДСМ е далеку позади ВМРО ДПМН. Како мислите, еве како лидер на партијата, да го враќате СДСМ на победничка партија? Прво, дозволете да искоментирам анкетата која што излезе во медиумите пред неколку денови, анкета која што е практично нарачена и платена од владата. Сметаме дека тоа не се реални резултати. Зошто? Поради тоа што не се совпаѓаат со некои резултати на анкети од други извори. Вчера имавме презентација на една друга анкета на целосно независен институт. Имаме наша партиска анкета која што ќе заврши. Има ли разлика меѓу овие анкети? Нашата партиска анкета ќе заврши и ќе биде целосно готова на 5 мај, меѓутоа првичните резултати покажуваат дека вистинскиот рейтинг на партиите, таа разлика е далеку поразлична од тоа што владата сака да го прикаже. Но да не шпекулирам, сакам тука да бидам многу точен во тие работи и бројки, ќе излеземе со наш став следната недела, имајќи предвид дека после понеделник целокупната анкета ќе биде
завршена. Додека опозицијската ДУИ инсистира за предвремени парламентарни заедно со локалните избори, имајќи ги предвид еве и овие ваши анкети што викате, дали СДСМ е спремна за двојни избори во октомври? Ние сме апсолутно спремни за тоа какви и да избори има на есен, дали само локални, дали заедно со парламентарни. Партијата е во се подобра кондиција. Многу сме внимателни у процесот на консолидација. Јас лично го водам тој процес. Тој се темели на разговори со огромен број на наши членови. Се обидуваме сега да изградиме системи, тој веќе контурите ги има, ги надзираме, да се изберат најдобрите кандидати за локалните избори, да бидеме представени со луѓе кои што влеваат доверба, има доверба во својата околина, од своите пријатели, соседи, од своите сопартици, меѓутоа и граѓаните кои што живеат во тие општини, луѓе кои што може да испорачаат, луѓе кои што имаат кредибилитет да излезат пред граѓаните и секако имаат капацитет да спроведат програмата со која што ќе излеземе на локалните избори, програма во која што ќе доминираат неколку сегменти. Прво, чистата животна средина, понатаму спортот, имајќи ги предвид потребите на младите луѓе и обновата на инфраструктурата во градовите. Отстапивте ли од идејата едно општество за сите, која имаше СДСМ на време на претходните локални избори? Дали на овие локални избори мислите да излегувате со своји кандидати во општините кај што има најголем дел од жителите се албанци? Како што беше примерот со Арачиново, кога вие имавте свој градоначалник? Прво, дозволите да кажам дека сметам дека има една многу специфична ситуација во нашата држава, а тоа е дека македонскиот, албанскиот и сите други народи кои што живеат заедно, претпоставам дека прашањето е во контекст на албанскиот народ, се народи кои што се го даваат најдобриот пример за соживот на секаде во Европа. Тоа покажува и последните резултати од последните избори, кога СДСМ имаше своји кандидати, имаше своји листи во општините. Конкретно во Рачино имавте ваш градоначалник. Ќе се вратиме и конкретно на прашањето, меѓутоа само еден краток вовед. Кај нас проблемите помеѓу македонците и албанците ги ствараат политичките партии. Немаме ние ситуација како на пример во Северна Ирска, па да треба две групи на луѓе припадности да им влијае политиката, да ги активира инструментите, да ги смири, како после граѓанската војна во Северна Ирска. Не, ние природно имаме добар соживот. Политиката е таа која што некоја ствара искри. Ние треба да бидеме многу внимателни со тоа во нашето мултикултурно, мултиетничко и мултинационално општество. И во тој контекст, во извршниот одбор на СДСМ има член албанец. Еве сега ќе биде кооптирана и член ромка. Понатаму има торбешка. Значи, ние немаме проблем со концептот едно општество за сите, поради тоа што тоа е реалноста и тоа е вистинскиот живот во Македонија. И председател на општинската организација во Желино на СДСМ е практично албанец, членот на извршниот одбор на највисокото тело на партијата. Така да, и понатаму ќе правиме се да тој концепт се негува и се надградува. Меѓутоа, во последно време, како го нема тој дух во СДСМ? Не е точно. Не го чувствуваат граѓаните дека, како што беше пред изборите. Пред изборите граѓаните ве прифатија, во сите општини, и албанци, и турци, и роми, сите ве прифатија како еден концепт, едно општество за сите. Така како последно време, како да го ослабне тој дух? Не, тоа не е точно. Не знам зашто е таква. Перцепцијата еве сигурно ќе има општини. Затоа ве прашам дали ќе имате кандидати. Сигурно ќе има општини. Сега не сакам да шпекулирам со кандидатите поради тоа што процесот на селекција се уште трае, меѓутоа тоа што можам да го кажам пред граѓаните дека дефинитивно ќе има и кандидати кои што не се од македонска национална припадност, а се членови на СДСМ. И тоа е еден уникатен пример. Немат многу македонски партии кои што имаат членови, а мислам дека нема ниту една македонска партија која што во највисокото тело на партијата има некој од некоја друга, односно член албанец. Со кој од албанските партии СДСМ денеска стои поблиско и со кој можеби
се надевате за соработка за локални избори? Имавте партнер ДУИ едно време. Да, меѓутоа таа коалиција со ДУИ ете така се реперкуираше на Социјалдемократскиот сојуз, како што излезе, ги знаеме сите работи кои што се случуваа за време на последните години на коалицијата. Ние немаме официјална коалиција со ниту една политичка партија во овој момент од албанскиот блок, меѓутоа апсолутно денес има состанок на Централниот одбор на партијата, на кој што очекувам да согласно правилникот и роковникот за кој што ќе го донесеме вечерва за локалните избори, партијата ме овласти да разговарам за коалициите. Потврдена е нашата коалиција, во која што сме сега 16-17 партии и почнуваме процес во идентификување и нови партнери, се разбира и партии од албанскиот блок за локалните избори. Кај гледате поблиску, со кого може да соработувате? Влен, ДУИ? Ке соработуваме со секој, со кој што сме поблиску прво вредносно, со кој што ќе покажеме взаемна почит и со сите со кои што сметаме дека програмите и ветувањата пред граѓаните полесно ќе ги оствариме. Дали предвремените парламентарни избори можеби беше тема на разговорот со премиерот Мицкоски? Не разговаравме на Што таа конкретно тема. се збореше таму, пошто албанските партии имаше реакции многу, конкретно од ДУИ. Имаше Што се реакции, збореше имаше реакции, меѓутоа беа поканети. на таа средба? Ја одбија поканата. Поканата за средба не беше само помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, беше за сите парламентарни партии. При тоа излегува со навистина неуместни критики. Например, Арбен Таравари рече дека е губење време. Не знам како е губење време или како е некаква форма на национализам ако седнеме да збориме за реформската агенда и за европскиот пат на земјата. Тоа беше целта и се уште е тоа целта. И тоа што произлезе од тој состанок беше работата на законите кои што се дел од планот за раст, односно реформската агенда, кои што најмногу закони кои што треба да се донесат до јуни 2025 година се од делот на правосудството. Да, меѓутоа сите ВМРО граѓани не ги поддржува вашите предлози во собрание, конкретно за правда. Не се одржа состанокот, да знаете дека се Да, одржа. да, ама- И договорена е таа средба. Средбата беше со тимот во состав кој што јас го предложив. Значи покрај првичните реакции. Има ли резултати конкретно еве после средба со Мицкоски? Договорени се насоки за тоа како ќе се работуваат во делот на правосудството. Ние во текот на овие денови ги очекуваме материјалите со сите закони за да видиме до кај се припремени, што треба да се направи како поддршка, да нашите експерти дадат свое стручно мислење и за што пократко време после тоа тие закони се најдат во собраниска процедура. Така да јас верувам првичниот чекор е направен. Мислам дека има резултат, но ајде да видиме да барем некаква форма видиме усмислен резултат. Разговаравте ли можеби за уставни измени? Разговаравме за уставните измени и тука премиерот има друг став. Го разбирам сето тоа беше впрочем и неговото ветување на изборите. Мислам дека некаква промена на позицијата на Европа ние во тој дел нема да видиме. Мислам дека големо прашање ќе биде за тоа и една дебата ќе се развие и покрај тоа што се локални избори. Поради тоа што можно е да овие дел од партиите, односно алијансата на албанците која што излегува од коалицијата вреди, меѓу другото тоа што не би сакала да и се лепи некоја етикета дека е антиевропска партија. Така да многу е комплексно тоа прашање, жалам што губиме време. Сметам дека тоа е единствениот пат за развој, напредок на земјата. Сметам дека ништо не губиме со уставните измени. Сметам дека апсолутно никако. Ниту идентитетот, ниту јазикот не е загрозен. И сметам дека конечно сите прашања кои што лепделе изминатите децении со Бугарија треба да ги отвориме во таа форма и со поддршка од Бугарија, па макар да побараме и експерти кои што ќе ни помогнат во работата на историската комисија. Господин Филипче, ваш поранешен кадар Васко Ковачевски се осомничи за случајот адитив. Дали сте комуницирала со него, знаете ли каде се наоѓа? Не. И дали мислите дека треба да се враќа во земја? Секој кој што го прекршил законот, апсолутно, без разлика дали е припадник или не, или на било која политичка партија, треба да понесе одговорност за комуникација, не.
И последно прашање, ВМРО постојано ве обвинуваат дека имате заедно бизнис со Заев, па златна виза, Дубај. Колку има вистините со се тоа? Да, немам јас лично никаков бизнис со пораничниот претседател Заев, секогаш ќе го има моето почитување, мислам и почитувањето на партијата, а мислам дека треба и државата да одаде почитување, имајќи предвид што се направи и какви крупни прашања реши го потенцираше системот на едно општество за сите вие и во претходните прашања сте свесни за вредноста на тој систем кој што претседателот Заев го направи. Мојата виза за Дубај апсолутно не е поврзана ниту со инвестиции, ниту со недвижен имот, ниту како што обвинуваат од ВМРО ДПМН, ниту со милиони, ниту со авиони. Комуницирате ли со Заев? Да, имам пријателска комуникација. Господин Филипчев, ви благодарам многу за времето што одвоивте да бидете дел од вестите на Алцет. Благодарам поканата. Школа сум дерувор, не ведам пак до 2 информацијата тера. Ќе дроне мене.